На 11 декември го одбележуваме Светскиот ден на планината, кој има за цел да ја зголеми важноста и значењето на планините во зачувување на природното наследство и развојот на планинарството кај нас. Планинарството е активност преку која може човекот да се социализира, да научи многу работи, да го подобри својот психофизички развој, да влие на зачувањето на екологијата и да се грижи за неа како што треба. Моментално регистрирани се 62 планинарски друштва. Дел од нив се доста активни, дел од нив се помалку активни. Оваа година ќе почнеме да работиме со проектот програма за евидентирање на членство која ни го отстапи Српската федерација на планинари и таму ќе се поименично и по сите оние структури кои треба да се има воведена програма, ќе се одбележат сите членови и ќе се знаат. До тогаш ние ги евидентираме согласно пријавите на друштвата. И моментално има околу 3.500 членови нашата организација. Најпрво треба да сака, да има желба, да другарува, да се дружи заедно со други луѓе, да минува прекрасни моменти на планина. Значи треба му после таа желба да има адекватна опрема и добро друштво. За планинарството нема возрастно ограничување, треба човек да е здрав, да е психофизички здрав, значи да има опрема соодветна и да сака да оди на планина. Оваа година би сакал да кажам дека во високогорството се постигнати доста големи резултати. Сашко Кедев се приближува до бројката 14 врвови над 8000 метри. Златко Јакчевски оваа година го освои лотце, а исто така и Здравко Дијановиќ постигна забележителни резултати во високогорството. Дел од планинарите во Македонија се бават со скайрайнинг, со ориентационо надпреварување. За оваа прилика би извил дека Елена Ротовска е рангирана како 8 во светот на последното светско првенство, додека господинот Богоевски Сашко е 24.